Чет со градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска. Во моментов, иако се случуваат непријатни ситуации во собранието, имаме екипа во собранието и ќе се обидеме да известуваме што побрзо и што подетално. Но во меѓувреме да слушнеме што сработи градот Скопје во изминатата недела. Градоначалничке, добро вечер. Добро вечер на вас и повторно ви благодарам на можноста да преку оваа емисија Наша Скопје успееме до граѓаните да ги приближиме сите оние работи кои што се одвива во изминатата недела во град Скопје. Да почнеме од она што да речеме ги изненади многумина кои што би требало да бидат лидери во постапките, особено во една ваква ситуација во економска криза. Вие сте првата институција во Македонија која што спроведе линеарно зголемување на платите на администрацијата. Да, и сметам дека ова беше еден добар чекор на добра волја, каде што солидарно, линеарно настана покачување во градот Скопје, кој што се однесува на целата администрација, на сите учесници, односно сите лица кои што се вработени во противпожарната бригада на градот Скопје, како и на сите оние кои што се вработени во градот Скопје подлежат под законот за работни односи, нормално освен оние на кои што им беше зголемена минималната плата по основ на зголемувањето кое што беше направено со закон. И практично како една институција отпочнавме, ако можам така да кажам, еден тренд каде што останатите општини низ Македонија почна да се интересираат начинот на кој што го спроведовме и како една добра практика исто така да се спроведува воедно и во останатите единици на локалната самоуправа. Морам да кажам дека верувам дека она кое што го направивме како еден чекор ќе допринесе значително во подобрувањето на услугите и на она кое што очекуваме и сакаме градската администрација да го даде како ефект кон граѓаните, и мислам дека ова е еден од најдобрите начини како да им се даде една дополнителна мотивација на самите вработени, имајќи во предвид дека не очекува тешка економска криза, тежок период со кој што еве веќе и се соочуваме, а воедно и имаме двоцифрена инфлација која што значително придонесува во тоа да се губи вредноста на она кое што граѓаните го имаат од аспект на тоа кога ќе погледнете колку се зголемени цените на основните производи на секаде низ државата, и верувам дека би требало секој оној кој што има таква можност. За колку ја зголемивте плата на администрацијата? Соодветно на зголемувањето на минималната плата од 2800 денари, тоа го направивме солидарно, линеарно за сите оние, освен оние на кои што им беше зголемена минималната плата, што значи за сите вработени во градската администрација, за сите вработени кои што се под законот за работни односи и нормално за сите припадници на противпожарната територијална бригада на град Скопје. Пред да продолжиме со следните теми кои што би сакал да ги разговараме, да ги потсетам гледачите да поставуваат прашања кои што ќе бидат одговорени на крајот на емисијата до градоначалничката Арсовска. Во меѓувреме би предложил да ја погледнеме анкетата која што денес ја снимивме на низ Скопје. Конкретно се работи за анкета снимена на кеот на реката Вардар, бидејќи таму имате некои активности. Да, ќе видиме што мислат граѓаните, ќе ги слушнеме нивните предлози, нивните идеи. Ако сме подготвени со анкетата, можеме. Колку често го посетувате кеот на Вардар? Доста често. Што недостасува вака? Чистота, светлост, што друго ми фали? И раздвиженост поише дефинитивно во градот. А добро, ако тие работи претпоставувам се решат, сигурно ќе има и повеќе луѓе. Вака нешто од урбана опрема, не знам, можеби да се обноват клупите, чешми повеќе. Работи во градскиот, ама фалат и на многу други места, така да почнеме од осветлување и патеки направени за велосипедисти и за трчање. Мислам дека ќе биде доволно. Колку често го посетувате кеот на Вардар? Па доста често, пошто за дома одам на работа, да, и се враќам. Што недостасува вака најмногу според вас? Па да биде малце почисто. Почисто, а вака други некои забелешки дали имате и што би ве натерало да се задржите повеќе, не знам, можеби чешми за вода, можеби патеките да бидат посредени. Па за почеток да биде почисто. Колку често го посетувате кеот на Вардар?
Па не многу често, ама обожаваме да идеме навак. Да? А што недостасува најмногу? Ништо се е топ, убаво е за шетање. Ништо не недостасува. Па не знам, може би нека урбана опрема, клупите да се заменат, патеките да се средат, чисто. Но може почесто да доаѓаат да го средуваат местото, клупите да се заменат, може уште некоја канта за ѓубре да се додаде. Ама во главно е супер. Колку често го посетувате кеот на Вардар? Ретко, да. Вака кога се движите тука, што недостасува? А моментално мене ми е добро, има зеленило се во рете. Колку често само го посетувате кеот на Вардар? Секој ден по 24 сата. Добра, вака што недостасува најмногу? Што би помогнало, би го разубавило престојот? Прво треба да го исчистат овој Вардар хубаво. Тука живеам од старо мало и све перфектно е направено, све ништо не недостасува. Само недостасува малце народ кој ќе да има. Кеот на Вардар. Па, како да ви кажам, во неделата 2 пати, да речеме, прилика. Ви се добаѓа тука, чим доаѓате често, што недостасува според вас? Па не сум размислила што недостасува. Па не знам, некои содржини. Урбана опрема, не знам, игралишта. Игралишта е, да речеме, она што се направи за летниот период, како се вика овие плажите, да се одржуваат и така. Мисли дека тоа беше добра идеја, дека треба да продолжи? Па, во принцип, кога се направи, треба се одржува нешто. Знаете, не само се направи 2-3 години го снема и така. Тоа е. Не знам што друго. Ова за младите содржини, секако, да речеме, игралишта, нормално тоа што спомнавте. И така, во принцип. И ги слушнавме граѓаните, поделени мислења, некои велат дека треба хигиената да се зголеми на кеот, некои дават идеи за збогатување на содржината на кеот. Веќе имате отпочнат проект на кеот на реката Вардар, поточно во делот кај Матава, кај Ману. Да, каков е планот на градот за кеот? Градот по овие акции кои што ги имавме, всушност пролетната акција која што имавме, која отпочна по сите 10 скопски општини, отпочна исто така со една летна акција која што се однесува на кеот, каде што отпочнавме со реновација практично на оној дел од кеот кој што е од самиот центар на градот покрај Ману и кој што се е во движење до аеродром. Ово е еден запоставен дел на кеот од самата лева страна, кој што досега повеќе од можеби 25 години не бил нити реконструиран, нити реновиран, нити воопшто не било посветено на него ни внимание. Целиот беше обраснат и навистина беше во очајна состојба. Таму се работи на делот патеките, на велосипедската патека, на возобновување на она калдрма која што има во делниот дел по најблиску до минор коритото. И исто така отпочнуваме со целосно чистење и реконструкција и нови патеки од Карпош, практично од делот кој што се наоѓа кај Купром, стара фабрика која што е сега во очајна состојба и кој што ќе се одвива паралелно од двете страни, и од левата и од десната страна на реката Вардар, од таму до крајот на градот, значи до после автокоманда, автокоманда на излеза. А од другата страна, отпочнувајќи од Карпош па преку Ѓорче Петров до Сарај, ќе се работи на не само на чистење и на реконструкција, туку и на изградба на корито, затоа што тука имаме еден посебен проект кој што би сакале од самиот почеток на влезот на Скопје да може на велосипед или пешки да од почетокот до крајот на градот да се помине по велосипедска или по пешачка патека и тоа од обете страни на реката Вардар. Се обидуваме да направиме нешто кое што не е направено. Овој проект во мандатот 4 години, бидејќи ова е голем зафат, голем проект. Имаме стратегија, имаме проект, она кое што сме се зафатиле, сакаме да го направиме затоа што е нешто кое што граѓаните континуирано го бараат, имајќи во предвид дека левата страна е значително, ако можам така да кажам, запоставена и верувам дека треба да се превземе нешто затоа што во секој случај заслужуваат Скопјани да имаат место каде што ќе се движат, каде што ќе биде и убаво и пријатно и безбедно и сигурно и осветлено и чисто.
и сметам дека ова е единствениот начин. Мора да се направи системски, да се направи од почеток до крај целото, да се реконструира, да се исчисти, за да имаме нешто кое што еднаш ќе биде направено и што ќе остане секоја година само нешто минимално што може да се допринесува за да се резубави, меѓутоа еднаш мора системски да се среди и тоа мора да се среди од обете страни. Знам, можеби во последните 20 на години тоа не било приоритет, меѓутоа она кое што го гледаме сега е дека навистина е важно за Скопје, не го истакнуваат како место на кое што најчесто ете го поминуваат слободното време, се рекреираат покрај нели парковите кои што ги имаме и верувам дека треба да направиме токму на кое што е нивно барање да биде реализирано и да биде исполнето во што е можно пократок рок. Нормално имаме рестрикции, односно ограничување од аспект на тоа колку финансиски имаме можности како град, затоа што имаме релативно за разлика од другите метрополи од регионот некаде и десетици пати помали буџети, така да лимитирани сме и финансиски колку можеме да вложиме. Предпоставуваме поголеми долгови. Долговите се драстично, мислам, поголеми од она кое што го имало во претходните мандати и навистина верувам дека со овие финансиски можности, капацитети кои што ги имаме во моментот го правиме најдоброто што можеме. Меѓутоа, верувам дека Скопјани заслужуваат да овој потек како место кое што навистина го потенцираат, како нешто кое што сакаат да го користат и за поминување на слободното време и за рекреација и нешто кое што сакаат да биде и чисто и пристапно место, дека треба да се овозможи за нив. Продолживте со пролетната која што премина во летна офанзива. Имате една офанзива на така наречена офанзива на улицата Љубљанска, што поточно се случува таму? Тоа беше исто така на барање на граѓаните, реконструкција на пешачките и на велосипедските патеки таму. Стигнавме нели нормално целиот оној потек се реконструираше кој што е од страната на улицата и од обете страни практично кај Сити Мол, се движи во насока на оној мост кој што ќе ги спојува практично Карпош од едната страна од улицата Љубљанска кај Сити Мол со другата страна практично на оној дел кој што се во потегот на движење кој што е кон населеното место Бардовци и верувам дека тука со оваа реконструкција практично само ќе се надогради на кое што следи, а тоа е со доизградбата и поврзувањето на булеварот со мостот кој што е за таму испланиран, кој од другата страна исто така треба да има соодветно поврзување. Имате офанзива и во Ѓорче Петров, го зборувавме две мисии поред. Но докаде е тој проект таму? Ветивте дека ќе реконструирате околу 20 на 20 на улица, значи тоа е проект кој што беше побаран од градоначалникот на општината Ѓорче Петров. Тој сметаше дека еден од приоритетите на кој што би требало да се посветиме како меѓуопштинска соработка и покрај тоа што морам да напоменам дека градот Скопје нели има на собирните улици и на овие магистрални кои што се водат како булевари има надлежност, но овие помалите улици немаме надлежност, меѓутоа со меѓуопштинска соработка од аспект на тоа да му помогнеме на Ѓорче Петров за да се приклучиме кон оној проект кој што го има тој зацртано, а тоа е Ѓорче без кал, да се асфалтираат поголемиот дел од улиците кои што во овој момент никогаш немале асфалтирање, значи тоа се баш оние калливи стари улици, верувам дека граѓаните таму имаат потреба да се почувствуваат дека живеат во главниот град и мора да се посветиме на тоа да им се дадат, да им се овозможат овие услови. Се работи на 20 на улици, значи како што напоменав минатиот пат, улицата 83 во Волково, 110 крак 3, 73, 74, 78, 80 на Пржина, 81 крак од 1, 2 и 3 на лево и кракот 4 кој што се наоѓа на десно. Во Кисела Јабука исто така имаме 46 46А, 68, 10, 34. Антон Кецкаров во населеното место Даме Груев. Исто така имаме и во Новосело и во Стопански двор, тоа се улицата 52, а во Новосело улицата на 4-2 и краковите лево и десно кои што се наоѓаат пред училиштето. Така да ова е навистина едно убава иницијатива која што градоначалникот на Ѓорче Петров ја покрена, ние како град Скопје ја прифативме истата и со меѓуопштинска соработка се овозможува еве таму на тој путек каде што никогаш досега не било асфалтирано да се превземат соодветни активности. Има доста работи кои што треба да се направат и ние барем во рамки на надлежностите на она кои што ги имаме како можност како град Скопје да го правиме секаде онаму каде што тоа е возможно. Но и општина Аеродром имате и таму проект. Конкретно булеварот Видој Смилевски Бато,
и булевар Србија. Имате проект за зеленување и за реконструкција на велосипедски патеки, ако не се лажам. Во еден дел има реконструкција на велосипедски патеки, во вториот дел практично на булеварот имаше креирање на нови, односно изградба на нови велосипедски патеки, затоа што таму на тој потек немаше воопшто ништо, имаше еден земјен дел кој што верувам дека најдобро се трансформира колку што е тоа возможно во една квалитетна велосипедска патека. Треба да се размислува тука и за целосно поврзување на овие населени места, односно на општините меѓусебно, затоа што само во централното градско подрачје има велосипедски патеки и тие во голем дел се прекинати. Значи немаме непрекинат систем на велосипедски патеки, нешто кое што сметам дека мора да се изготви, односно да се направи како проект во интерес на скопјани, за да би можеле да се движат со оглед на тоа дека сега од она кое што го гледаме на терен, што го имаме детектирано во многу наврати, небезбедно е движењето на велосипедистите низ улиците и булеварите и тоа треба да е еден од приоритетите. Се работи активно на стратегија која што ќе овозможи минимизирање практично на овие несакани сообраќајни незгоди и на овие случаи кои што ги има. Меѓутоа и еден дел од таа стратегија е тоа да се превземе се што е можно овие велосипедски патеки да бидат квалитетно спроведени и да бидат дел од едно целисходно решение кое што ќе овозможи непрекинато да се движат велосипедистите низ градот. За кога планирате да го објавите или тоа ќе го оставите на градоначалникот на општина Чаир да го објави како ексклузива проектот за улицата кај како се викаше? Ако мислите на Цветан Димов, да, значи тој проект сега во овој момент се разгледува, ги гледавме најдобрите можни решенија затоа што како што знаете и самите, тоа е деценијски нерешено прашање кое што не е само нешто кое што треба да се направи од аспект на тоа да се покрене, да се има достоинствен начин како да се движат луѓето кои што живеат во Чаир и оние кои што гравитираат таму, туку и таа една сообраќајница која што представува место каде што има многу голем сообраќајен метеж, исто така поврзува повеќе општини меѓу себе и сметам дека треба да го направиме во интерес на скопјани од аспект од една страна да се овозможи достоинство на булеварско решение тука, а од друга страна за да се разреши она што го имаме како сообраќајен хаос во овој временски. Буквално е таму сообраќајен хаос и преку ден и за време на шпицови и навечер таму буквално цело време е шпиц. Не се поминува на таа улица, особено мислам дека направи дополнителен проблем тоа како да кажем решение на Петре Шилегов, тоа не е решение, тоа е деградација, практично стави бетонски ѕид на сред улица и направи дополнително поголем хаос таму. Имате прашање за улицата Перонаков, тоа е улица од 1 км и 700 метри, на која што нема регулација на брзина. И граѓаните имате такво прашање, а и сугестија, дали планирате таму да воведете некаков начин на регулирање на брзина во смисла на лежачки полицајци и сигнализација? Треба да видиме со секторот сообраќај, значи со ново формираниот совет за сообраќај, кои се све возможни решенија, затоа што тоа е една делница каде што транзитираат исто така и доста тешки товарни возила. Таа не е реконструирана повеќе децении. Сметам дека треба ние немавме таков проект, меѓутоа отпочнавме со изработка на проектно решение, отпочнуваме сега, колку што знам сите фази се завршени, отпочнуваме со реконструкција во тој дел, да се реконструира и она кое што е барање на граѓаните, делот на пешачките патеки, осветлувањето, сето она кое што може да се направи во тој дел, во тој потек на градот и она кое што е важно, а вие сега што туку го напоменавте, е да биде тоа едно решение кое што нема да ја загрозува ни безбедноста, ни сигурноста на граѓаните. Затоа што претежно таму транзитираат тоа едно поврзување кое што е делумно и како индустријска зона. Верувам дека треба да се направи нешто за да се помогне на граѓаните да им биде зачувана и безбедноста и сигурноста од сообраќајен аспект, меѓутоа и треба да се види колку е тоа возможно во овој случај, треба да се изведе најдоброто можно решение. Кога сме кај безбедноста во сообраќајот, започнавте и со проект на одбележување на хоризонталната и вертикалната сигнализација во градот Скопје. Тоа се изготви со ова практично акција која што имавме, која што напоменавте вие на самиот почеток. Се трудиме секаде онаму каде што има од страна на граѓани пријави или реакции за да можеме благовремено да излеземе во пресед да се реагираме, меѓутоа почнуваме и со системско одбележување на сите булевари и на сите
соберни улици кои што се под надлежност на градот, за да можеме соодветно да ги обележиме, односно да може да бидат барем колку толку ова хоризонтална и вертикална сигнализација видливи за граѓаните и да се обезбеди барем од тоа страна некаква заштита нивна од аспект на сигурноста и на безбедноста, иако сметам дека со советниците сме имале доста квалитетни конструктивни разговори и едно од барањата кое што го вметнавме како амандманска практично во буџетот сегмент кој што треба да се реализира е визијата нула, односно една подолгорочна стратегија која што ќе овозможи на градот од аспект на оние ингеренции со кои што ние располагаме и покрај тоа што не се големи, меѓутоа сепак во една мера да се обидеме да ги вклучиме и останатите институции и да се обидеме да ги намалиме смртноста на улиците и сообраќајните незгоди на минимум. Средно прашање, повторно, имината емисија мислам дека го поставија гледачите, а тоа е во врска со автобусите во Шуто Оризари. Се пожалија граѓаните таму дека доаѓаат автобуси или автобусите кои што се обраќаат таму се неуредни, не се чисти, немаат некои хигиенски услови соодветни. Се обидовте ли да видите каде е проблемот? Знаете, како што кажав и претходно, во ЈСП проблемите се навистина сериозни. Да не напоменам и да не кажам дека оваа енергетска криза дополнително придонесе за тоа да имаме таква една тешка состојба во која што тие секојдневно возат, оперираат и се обидуваат и да не доснати покрај тоа што мора да се знае дека потешкотиите финансиски кои што ова предпријатие ги има се навистина сериозни. Мислам дека во оној момент кога ќе имаме таква можност, односно ќе пристапиме кон тоа да го возобновиме дел од возниот парк и да се зголеми практично бројодноста на возниот парк кој што ЈСП го има, дека сите овие но граѓаните не се бунат на автобусите на ЈСП, на приватните. Знам дека мислите и на хигиената, знам дека мислите и на приватните, меѓутоа и на јавниот превоз, за тој без разлика дали го возат приватните или го возат оние кои што се на јавното сообраќајно предпријатие, правилата треба да се за сите подеднакви, начинот, чистотата, одржувањето, возниот ред мора исто така сите да ги почитуваат подеднакво. Ситуацијата е тешка е за сите исто така, се обидуваат луѓето. Јас не е дека сакам и морам да влезам во нивна заштита, меѓутоа морам да кажам дека во оваа ситуација на ваква тешка криза и јавното сообраќајно предпријатие континуирано, значи се обидува на најдобар можен начин да сообраќа со сето она со кое што располага и покрај тоа што не идовме во ситуација каде што голем дел од автобусите беа оставени во дефектна состојба, не беа одржувани соодветно дури оние од поновата генерација од 2019 што се гледате дека и со енергетската криза и покрај тоа што толку многу големи беа трошоците кои што градот ги имаше од аспект на уличното осветлување, градот не прибегна кон тоа да прави рестрикции од било каков вид, затоа што лично верувам не само за сите скопјани, туку и од аспект на секоја една перспектива која што имаме да се овозможи сигурност и безбедност на граѓаните, особено во вечерните часови, дека не би ни беше опција тоа да го исклучиме уличното осветлување. Сметам дека сепак во рамките на можностите издржавме, го направивме на кое што сметавме дека треба да се направи и не прибегнавме кон рестрикција, сето тоа во интерес на граѓаните и имајќи во предвид секоја перспектива, па еве дури и родовата перспектива, дека особено за женскиот дел од популацијата не е сеедно дали ќе се движи по мрачни темни улици, моравме да се задржиме на тоа да до крај издржиме да овозможиме безбедност и сигурност што се однесува во вечерните часови на уличното осветлување, онаму каде што сме ние надлежни и тука се спраѓа и ова што е со јавните сообраќајни предпријатија, со ресурсите со кои што располагаме, го правиме најдоброто што можеме. Да, нормално има поплаки, одиме низ населените места, разговараме со граѓаните, секаде каде што можеме нешто да коригираме, го правиме тоа. Има барање за некои промени на возните редови, значи граѓаните најдобро знаат нивниот пулс, секогаш многу добро да се случне, затоа што некогаш не знаат, не можат да почувствуваат луѓето кои што се внатре во самото предпријатие кога е најдоброто време и кога најмногу им е потребно на граѓаните во тој дел да се обраќаат автобусите, возните редови, се нешто кое што ќе бидат предмет на ревидирање онаму каде што има соодветни барања и секаде онаму каде што ќе можеме да направиме нешто со овие услови, со овој
возен парк со кој што располагаме да направиме, ќе направиме и ќе ги подобриме. Тоа треба граѓаните да бидат сигурни. И на крајот од краиштата, пост ова лето, верувам дека ќе отпочнеме со целосна реформа на јавниот сообраќајен систем, на јавното сообраќајно предпријатие, меѓутоа и воопшто на она кое што се случува во градот Скопје, за да можеме да транзитираме, односно да можеме да преминеме кон на кое што било ветено, односно да можеме да ги направиме сите оние фази кои што се неопходни да има возможност на граѓаните да имаат брз, навремен, безбеден и бесплатен јавен превоз. Имате прашање конкретно од, претпоставам дека ова е гледач кој што или живее или работи некаде во близина на Битпазар, дали има решение за дивиот пешачки премин на Битпазар? Дали сте разгледували вие некакво решение? Таму има и мислам дека пешачки мост, но не се користи. Знаете како, таму има пешачки мост и не се користи затоа што најверојатно тоа не е најдоброто решение за граѓаните таму. Мора да се најде соодветно решение, затоа што ако имате соодветно решение, граѓаните ќе го користат тоа решение. Никој не сака да се доведе себе си во опасност и да претрчува на див премин, доколку има соодветно место каде што може да се движи. И што се однесува до тоа решение што е таму поставено, имаше многу реакции. Јас можам лично да кажам, лицата кои што се со одредени попречености немаат начин како да пристапат на тоа што е сега ставено како пешачки мост. На тој баш надпатник е, ако можеме така да го крстиме. Мора да се најде решение кое што ќе биде постојано и кое што ќе овозможи на секој граѓанин да може да се движи преку него и да биде безбеден и сигурен кога поминува таму. И доколку не се најде соодветното решение, постојано ќе го има на кое што го има сега и ќе се наоѓаат начини како да се претрча, како да се креираат вакви диви премини, како граѓаните да едноставно бидат небезбедни и несигурни, а тоа е токму спротивното до на кое што ние сакаме да го постигнеме. Сакаме да се изготви решение кое што ќе биде имплементирано и граѓаните ќе го користат баш заради тоа што е соодветно и баш заради тоа што е возможно и тоа што тие го бараат. Бидејќи има уште едно прашање, но ќе ја кажам сугестијата. Дали се има во план да се израмна шахтите на улиците бидејќи се под ниво на асфалтот и колку и да се избегнуваат, веројатно ги удираат. Нервозата кај возачите е голема, пример е улицата кај Фабрика Европа. Ние отпочнавме со една акција практично на нивелација, она кое што го увидовме во изминатиот период е дека токму поради несоодветното поставување на шахти и поради тоа што не било соодветен надзорот во фазите кога биле реконструирани овие булевари, практично настанува ова пропаѓање на шахтите и не е тоа некоја комплицирана процедура, морам да кажам дека најверојатно требало само да се сака и да се води сметка за тоа да не настануваат вакви ситуации, што се однесува до новите реконструкции, секаде ќе биде тоа направено токму онака како што треба според стандарди, нема повеќе да ги имаме овие состојби, затоа што барем од она кој што технологијата го дозволува, се посветивме на тоа да секаде каде што има таква можност да бидат поставени само нивелирачки шахти, а онаму каде што граѓаните ќе пријават дека има такви проблеми, да ќе постапиме и ќе се обидеме нели да го реконструираме централното градско подрачје. Може да пријават на 24? Да, може да пријават на 24 @skopje.gov.mk, тоа е она адреса на која што секојдневно пристигаат или индивидуални или колективни барања и забелешки, препораки на граѓаните по кои што активно се постапува и континуирано имаме процент на реализација некаде над 80%. Имате едно конкретно прашање, дали може да се постави ограда на скалите кон паркот на булевар 8 септември кај мостот кај Александар Палас? Не би било лошо да го замолам ако има можност, ако има можност гледачот да посочи конкретно зашто и како се работи, за да можеме и така да го... Јас ќе го напишам мејлот од 24 службата за 24 часа. Да, слободно гледачот нека го испрати барањето и од кај нас службите и ќе му одговорат на барањето и соодветно ќе се постапи согласно. Да, 24@skopje.gov.mk, напишано е во коментари, напишано е мејлот. Како што каже градоначалничката, сите оние барања и сугестии и предлози може да ги пуштите и таму за службите да постапат во најбрз можен рок. Градоначалничке, бидејќи ја завршуваме оваа сезона на
на емисии и ова е последната емисија за оваа сезона, продолжуваме од август. Во меѓувреме планирате да одите некаде на одмор или планирате и каде би оделе или планирате да останете тука и да работите? Во изминатите неколку години искрено не сме биле на одмор нешто многу, така да и оваа година ќе се посветиме на градот Скопје, затоа што имаме една градежна офанзива која што отпочнавме, активна реконструкција следи некаде до крајот на септември месец, на сето на кое што го правевме како проекти што го изработувавме во изминатите неколку месеци, затоа што дојдовме во град без проекти, за жал, и единствени работи кои што се затекнати во реализација се оние проекти кои што ги напоменувавме досега, кои што беа оставени со бројни предизвици и проблеми. Проблемите кои што беа затекнати полека ги решаваме, се посветуваме на новите проекти, но на која што беше во програмата, која што беше на барање на граѓаните и гледаме активно да можеме што е можно повеќе да реализираме уште во првата година на мандатот. Тоа на кое што се прави е се оптимизираат сите процеси, се трудиме да се скратат трошоците, се наоѓаме сред тешка економска и енергетска криза, следи уште потешка по втора половина на годината и верувам дека со сите сили и со многу желба посветеност дека ќе направиме она кое што посакуваме да го реализираме. Да. Има едно прашање кое што десетина луѓе го поставија. Разговаравме пред почетокот на емисијата, денеска беше актуелна тема. Знам дека сакате да го чувате во изненадување, но само одговорете го ова на гледачите. Дали имате желба да му помогнете на РК и ФК Вардар? Како сметам дека има Ако не сакате да одговорите, може да оставиме да биде изненадување. Да, не сметам дека има работи кои што се од поширок јавен интерес. И сметам дека треба да се има и желба и мотив да се превземе нешто кое што е одбележи на градот, да се зачува и да се заштити. Какви се приликите сега во овој момент не би сакала детално нити да зборувам, нити да откривам, затоа што и треба и во детали да се запознаеме со тоа на кое што се случува. Да. Има многу нови моменти, меѓутоа верувам дека тој македонски и скопски бренд дека треба да продолжи да опстои, да функционира. Повеќе доволен беше одговорот. Ете, за оние гледачи кои што ги постави прашањата, да, градот Скопје, ако го разбравте одговорот, градот Скопје има желба и наоѓа начин да ја среди оваа ситуација и, како што кажавме пред да одговори градоначалничката, претпоставувам ќе биде изненадување. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме оваа сезона на емисијата Наше Скопје, како што ги завршивме и сезоните на другите емисии. Продолжуваме на 20 август. До 20 август може да имаме невонредни емисии, може да имаме вонредни обраќања со нашите редовни ководители. На 19 август почнуваме со третата сезона на Тешки муабети, 19 август со Палчо и потоа по редослед недела Јанко, среда Стефчо Екимовски, понеделник Данела Арсовска. Во меѓувреме очекувајте дека новата сезона ќе донеси нови изненадувања, нови емисии, многу по интересни од, можеби да речем, од овој формат на подкасти, а за некого ќе бидат и поголеми главоболки. Уживајте во летото, штедете пари, бидејќи следи економска криза. Поздрав и довидување до следната сезона.